Земјоделскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методи од Скопје идниот месец треба да излезе со детална анализа, каде и во кои региони и општини државата во соработка со локалните самоуправи треба да се насочат кон градење на големи модерни откупно-дистрибутивни центри и ладилници за овошје и зеленчук. Вака најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски при поседата на Баландово, потенцирајќи дека преку Светска банка се работи на проект за целосна модернизација на земјоделството во државата, од кои над 20 милиони евра ќе бидат насочени за изградба на откупно-дистрибутивни центри за заинтересирани странки. Факултетот за земјоделски науки и храна во мај ќе презентира новата анализа која што на наше барање ја спроведува овој факултет, а која што се однесува на точно лоцирање и мапирање на регионите, на општините, на местата каде што треба да се насочиме во изградба на големи и модерни откупно-дистрибутивни центри, ладилници и други капацитети. Паралелно, со Светската банка работиме на проект за целосна модернизација на земјоделството. Проект кој што на крајот од декември, односно на крајот на годината, ќе овозможи нови 35 милиони евра пари во земјоделството, од кои што 20 милиони евра ќе бидат за изградба на откупно-дистрибутивни центри. Не можеме да ги промениме работите за ден или два, но макотрпно и деноноќно работиме на решавање на сите проблеми и предизвици со кои што се очуваат земјоделците. Министерството за земјоделство пред неколку дена започна со склучување договори за реализација на инвестиции во преработувачката индустрија, односно за нови производствени капацитети, за модернизација на постојните или за набавка на нова опрема, со забрзана процедура на склучување на договорите. Сето тоа е за поддршка на преработката на земјоделските производи, а се со цел да се реши проблемот со вишокот производи и да се обезбеди сигурен пласман, да има повисоки откупни цени преку продажба на готови производи со поголема додадена вредност.